Добро вечер, почитувани гледачи. Време е за ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Ние, како што знаете, имаме една чудна навика да се навраќаме на аферите кои што сметаме дека имаат исклучително голема важност за битисувањето, ако сакате, на нашата држава, и ако ќе се согласите дека една афера постојано дополнува друга, се појавуваат се нови и ови, но ние сме упорни момци и имаме намера да се држиме за тие што сметаме дека се најголеми. Во исто време има и други луѓе кои што исто така сметаат дека некои афери, некои проблеми, некои работи што ги прави владата не се добри повеќе отколку што се некои други кои што потоа ги затемнуваат, и исто така ја исполнуваат својата граѓанска должност да се обидат колку што може да заштити државата од ваквите работи. Вечерва наш гостин е порнишен министер за правда, господинот Михајло Маневски. Добра вечер. Добро вечер. Морам да ви признам, ако почнам да кажувам што се сте поминале во вашиот професионален живот, ќе фати многу време, само да кажеме дека и порано сте биле јавен обвинител, председател на апелација и така натаму, навистина треба да исполниме 10 минути само со називите што вие сте ги исполнувале во професионалниот живот. Меѓутоа, министер за правда, мислам дека само по себе кажува доволно. Минатата недела во една од емисиите ние ја објавивме вашата кривична пријава, кривичната пријава која што вие ја поднесовте до основното јавно обвинителство, конкретно до јавниот обвинител Гаврил Бубески, а се однесува за злоупотреба на службена положба и овластување од страна на премиерот Ковачевски, вице-премиерот Артан Груби, вице-премиерот Бојан Мариќич, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и господинот Ејо Простеми, директор на јавното претпријатие за државни патишта. Интересен момент е, тоа кажавме и минатата недела, вашата кривична пријава е доставена некаде кон крајот на мај, 35 конкретно. Да. Кај нас пристигна со неверојатна брзина, после месец и половина, со оглед на тоа дека сте ја доставили отприлика во центарот на градот, се согласуваме дека Алфа е малку оддалечена во Визбегово, отприлика 8 километри, по отприлика 200 метри дневно одела со нашите прекрасни пошти оваа кривична пријава за да дојде до нас, па се прашувам дали до јавниот обвинител воопшто и дошло. Имате некоја информација по тоа? Да, кривичната пријава што ја поднесов до основното јавно обвинителство Скопје за јавниот обвинител Гаврил Бубески ја поднесов лично во архивата на јавното обвинителство, и тоа на 30.5.2023 година, што може да се види од самиот штембил за прием на кривичната пријава. Ако ја прашате зошто ја поднесов кривичната пријава и врз основа на кои овластувања ја поднесов кривичната пријава, веднаш сакам да ви одговорам дека кривичната пријава ја поднесов врз основа на одредбата од членот 273 став 3 од Законот за кривичната постапка, според која одредба секој може да пријави кривично дело за кое се гони по службена должност. Исто така и уште еден закон пропишува пријавување на дела на корупција, тоа е Законот за спречување на корупцијата, каде што во членот 7 од Законот за спречување на корупцијата од 2019 година се наведува дека секој има право да пријави сознание за корупција или за извршена корупција, без при тоа да понесе било какви последици. Така да ние гледате дека и Законот за кривична постапка од 2010 година е донесен. Тогаш јас бев министер за правда и многу труд вложивме во донесувањето на тој закон, кој што се применува веќе 10 години, и каде што и во тој закон, а гледаме и во овој закон од 2019 година, е создадена една можност да бидат граѓаните ставени од активна позиција, да тие можат да пријавуваат и кривични дела, да пријавуваат и сознанија и сомневање дури за корупција, без да сносат последици за тоа, и сигурно дека гонењето на коруптивните кривични дела и гонењето на организираниот криминал и на други кривични дела е ставено во функција за заштита на граѓаните и нивните права, и тие сами да дадат придонес во тоа да ги пријавуваат сторителите, а не да молчат и да бидат жртви на корупција, коруптивни дела или жртви на други дела
од областа на организираниот криминал или други кривични дела со кои се загрозува и уставниот поредок на Република Македонија и нивните права и обврски и нивниот имот, живот и така натаму. Не е сомнено дека ги знаете законите, поголем дел од нив вие сте ги напишале, па јасно е како да работите. Интересно ми беше само во пријавата сте подпишани само како дипломиран правник од Скопје, би рекол скромно, меѓутоа тоа е доволно. Ја мислам дека е доволно. Јас сум веќе бил 50 години во практиката и сум почнал како моје вработување прво со 22 години завршен правен факултет, прво во јавното обвинителство како приправник, па во Штип јавен обвинител, во Околиско јавно обвинителство, па во Велес јавен обвинител, па во Окружно јавно обвинителство, тогаш Скопје, па јавен обвинител во јавното обвинителство на Република Македонија, па потоа министер за правда во еден мандат до 1991 година, па председател на антикорупцијска комисија и член на антикорупцијска комисија, повторно министер за правда од 2006 до 2011 година, така што мислам дека во мојата кариера, така да кажам, сега ова не е да не се свати како фалба, сигурно имам учествувано во донесувањето на некаде околу 250 до 300 закони, нови закони, измени и дополнувања. Само во вториот мандатен период се донесени 159 закони. И веќе кога го спомнав ова, мислам дека со гордост можам да кажам дека во време на мојот мандат како министер за правда во првиот период во социјализмот, во Социјалистичка Република Македонија тогаш, од 86 до 2091 година, тогаш ги ставив камен темелник за изградба на зградата на Врховниот суд на Македонија и зградата на Основниот граѓански суд во Скопје. Во вториот мандатен период ја ставив камен темелник и се изгради зградата на Кривичниот суд и се изгради зградата на јавните обвинителства за прв пат. Значи од 6 судски згради, 4 се направени во мојот мандатен период. Тоа можеме да го кажам со гордост заради тоа што и пред тоа и после тоа мислам дека се оставаат едни траги кои што се трајни, кои што се вредни, затоа што очигледно дека судовите работеа во едни катастрофални услови и тоа во бараките, втори суд работеше во бараките во Чаир, каде што веќе беа распаднати, така што мораше да се создадат услови за подобрувањето работата на судовите. Значи, моја грижа од секогаш била функцијата на судството, на јавното обвинителство, нивно опремување, воведен ја АКМИ системот, воведена е едукација, извршена едукација на суди и на судски персонал, некаде 2350 судски работници кои што мора да научат да работат со компјутери. Аз кога дојдов на функцијата имаше некои компјутери, како ги викаа тогаш иглични компјутери, каде што на компјутерите беше ставено миленци, на него вадничка, така да тоа е малку така ми останало осеќавање, а кога веќе почна, сега се разбира, тоа беше корицевме еден кредит од Светската банка, имавме поддршка и од УСАИД, имавме поддршка од други невладени организации, умеевме да ги искористиме во права смисла на зборот заради потребите на судството, така што кога после 2 години од кога се воспостави електронско водењето на уписници, кога немаше ни веб страници, немаше ни интернет, ништо немаше, апсолутно ништо. Кога после 2 години од кога се воспостави овој систем, отидов во еден суд во Штип конкретно и гледам на маса во архивата каде што работат службениците, гледам празна маса, нема ништо и викам како ништо не работите, какви се предметите, уписниците? Нема, вика министре, уписници, затоа што ние сега работиме електронски. Дајте да видам кога последен број пати кој ви е последен број на предмет што е заведен, извадија точно све електронски. И така и беше. Тоа беше една, можам да кажам, една макотрпна работа, затоа што ние и во Министерството за правда примивме некаде 20 информатичари и тогаш оформивме посебен оддел за информатика, оти не е лесно да обучите вие 2350 службеници да обучите суди да работат со компјутери, а луѓето немаа појма, ни 1% не знаеја да работат со компјутери. А сега очигледно дека сите го сватија тоа, затоа што рековме и во договорот со нив, тој што ќе одбие да се обучи, тогаш ризикува да го изгуби работното место. Може ли да се вратиме сега на нашата главниот приоритет за вечерва, но морам претходно да прашам. Се сеќавам 2007-2008 година, јас тогаш работев во Ајден телевизија, бевте жестоко критикуван
околу тогаш чинам дека беше околу вашето членство согласно законот по службена должност да речам во судскиот совет. Да. Па јас искрено да видам, ја лично критикував, тогаш мислев дека министер не треба да се меша во работа на судскиот совет, затоа што вие сте политичка фигура, така натаму и така натаму. Но тие дебати тогаш се водеа нели сериозни во јавноста, но имаше и едно истражување на Американската агенција за меѓународен развој, USAID, се испитуваше довербата во судството. Ви текнува ли каква беше тогаш довербата во судството? Сакам ја малку да си ги проверам и моите сеќавања. Да споредиме со довербата сега која што беше 4 па 3 на последната анкета само еден со целосна доверба. Значи вака прво прашањето за членство на министерот за правда и председателот на Врховниот суд во работата на судскиот совет е уставно решение. Не е тоа законско решение. Во уставот пишува дека членови по функција се министерот за правда и председателот на Врховниот суд. Така што ни јас редовно одев на седници на судскиот совет, затоа што тоа ми беше мене една обврска, ако не одам на седница на судскиот совет, на кој начин ќе следам работата и на судскиот совет и работата на, како се вика, на она што значи обезбедување на функционирањето на судството. Не сме чуле сега дека овој министри предходниот и па ја мислам дека сега се прави многу голема грешка, кога еве сега слушам кога министерот за правда бара извештај од судскиот совет за одредени состојби во врска со постапувањето на судскиот совет, кога тој самиот мора да учествува во работата на судскиот совет, значи он бара извештај од самиот себе. Така да мислам дека очигледно дека работите некои работи се ставени наопаку, иако многу е дискутабилно прашањето и уставното решение за членство на министерот за правда и пратеот на Врховниот суд по функција за членови на судскиот совет, иако тоа не е решение, не беше решение на таа влада, него беше претходната влада решение, уставните измени се донесоа некаде 2005 година, така да ние немавме никаков удел во тоа и мислам дека она што е значајно за довербата, ова што ме прашавте, тоа точно е тоа и во соработка со УСАИД и во соработка со УСАИД и Врховниот суд на Македонија проведува анкета 2 години поред. Тоа беше, мислам, некаде 97 и 2007-2008 година, се извинувам, каде што во таа анкета што ја спроведуваа, и тоа може да се види и денеска како се отвори архивата на Министерството за правда, тие податоци се таму видливи, каде што довербата во работата на судовите излезуваше првата година, кога беше истражувањето првата година, беше 82,23%, а втората година отиде на 83, не знам колку проценти. Така да и тоа анкетата се вршеше на тој начин што анкетарите стоеја пред судовите, ги анкетираа луѓето што излегуваа во судењето, одеа на суди во суди. Не е нешто имагинарно, конкретно. Не е нешто имагинарно, конкретно. Така да и кога ќе ги прашаат како сте задоволни од тоа, нели како сведок, како обвинет, како странка, како оштетен и така натаму, кој ќе го прашаат ќе каже да, јас сум задоволен затоа што ме слуша, затоа што дадов исказ, беше коректно беше однесувањето на судијата, на обвинителот и така натаму. Мислам дека тоа беа едни од многу добри анкети и тука Министерството за правда немаше удел затоа што тоа го спроведуваше УСАИД и го спроведуваше Врховниот суд на Македонија. Меѓутоа тие се податоци за гордост. Ако го гледаме сега ова ништожно 1% или 3%, тоа не е доверба, тоа е недоверба. Апсолутна недоверба. Апсолутна недоверба. А се вратиме сега на кривичната пријава. Вие на 30 мај одите во јавното обвинителство, сега вашето искуство како обвинител тука ќе доминира. Одите во јавното обвинителство, во архивата, предавате документот, добивате послучај дека сте го предале документот и тука тој документ би требало кривичната пријава да дојде до шефот, до председателот на основното јавно обвинителство во Скопје Гаврил Бувески за 2 часа, 8 часа, 18 часа, 24 часа, еве 2 дена нека дојде. Тој тука треба да ја прегледа, еве и недела дена нека е до 7 до 6 јуни, треба да ја прегледа и да реши дали има основа, дали тој е местно или стварно надлежен, не знам сега како ќе се дефинира таму, и вели ќе го покренеме ние ова, со тоа што во рок од 30 дена треба да покренат предистражни постапки како се нарекуваат, или да рече не, ова не е за нас, овде има повеќе од 3 лица, 4 лица, 5 лица, голема количина на пари, го префрлам на организиран криминал
односно кај Ислама Бази во Министерството за организиран криминал, во согласно нели со Јовески државниот обвинител. Што од ова се случило според вашите информации или можеби немате никаква информација? И што требало да се случи? Да, токму на ова сакам да одговорам, што требало да се случи и што треба да се случи по секоја една кривична пријава, не само по ова што сум јас поднел, него по секоја кривична пријава што е поднесена до јавен обвинител. Јавниот обвинител кој ќе прими кривичната пријава е должен да постапи по неа. Значи, тој може да побара од сите органи. Значи, нема орган од кој што јавниот обвинител не може да побара известувања, податоци, материјали од банки, од државни органи, управни органи, единици на локална самоуправа, значи од секаде. И тие се должни на јавниот обвинител да му ги достават бараните податоци во рокот што е определен. Меѓутоа, во законот 287 член е став 4, каде што говори дека доколку на јавниот обвинител во рокот што е определен да не му се доставени бараните податоци, јавниот обвинител може да му предложи на судот, на основниот суд, кривичен суд, на тие лица кои што не му ги доставиле податоците, да им изрече парична казна од 2.500 до 5.000 евра. Законот тоа стои во член 287 став 5. Значи сега ја кога слушам ова ургенции 1, 2, 3, 5, нема ургенции. Ургенции за да се добијат податоци во овој случај. Како може да ургенции? Секој е должен да постапи барањата на јавниот обвинител. Меѓутоа, ако не се постапи, еве една од мерките, значи да се предложи да се казни. Она што е, мислам, од значење да се каже е тоа дека јавниот обвинител кога ќе ги прими тие известувања е должен да одлучи по кривичната пријава. Нема како сега што е многу не знам експлоатирано популарно допрен глас. Не е допрен глас, него сите надлежни државни органи и институции кога се работи за сторено кривично дело се должни да пријават, да поднесат кривична пријава. А не сега по допрен глас, јавниот обвинител по допрен глас отвори истрага за Соравија и што преземе, помина месец, што преземе? И тоа не е кривична пријава. По кривичната пријава, јавниот обвинител треба да донесе одлука. Мора да донесе одлука. Не може Јавна обвинителска одлука со која што почнува постапка. Или ќе покрене, ќе спроведе истрага, или ќе отфрли кривичната пријава, или ќе ја достави на надлежен јавен обвинител. Како е постапено по ова пријава, јас не знам, меѓутоа некои информации што кружат дека по дел од пријавата постапува основниот јавен обвинител, а по дел од пријавата е доставена на надлежност на Обвинителството за организиран криминал и корупција. Веројатно затоа што кривичната пријава има два дела. Во кривичната пријава под број 1 се однесува за случајниот договор со Бехтел Јенка за изградба на овие коридори, на автопатите, а во вториот дел се однесува за донесени на оние закони со европско знаменце, со лажно ставање на тоа европско знаменце, за кое сигурно ќе проговориме неколку збора. Значи, кривична пријава не може да остане во фјока и не смее да остане во фјока. Јавниот обвинител е должен во рок од 3 месеца да донесе одлука. Одлука. Ако не донесе одлука, е должен да го извести подносителот на кривичната пријава. Еве да ме извести мене, ако поминат тие 3 месеца, не донесе одлука, мене да ме извести за причините зашто не е одлучено по кривичната пријава и да го извести по високиот јавен обвинител за причините за недоставување. Уште 40 дена има Гаврил Вуевски да ви извести дали покренува истрага или е отфрла кривичната пријава. Сега вашата кривична, само сакам да прашам. Вашата кривична пријава има 26 страни, а потоа има уште 20 страна факти и докази кои што вие сте ги навеле за стореното кривично дело. Уште во првиот дел, во влезот практично на кривичната пријава, вие велите во својство на службени лица во организирана криминална група. Да. Самиот термин што го употребувате. Во својство во организирана криминална група и конкретно ги најавувате Артан Груби, Двитар Ковачевски, Рустеми, Маричич и Бочварски и потоа велите ги пречекориле границите на своите службени овластувања, ја злоупотребиле службената положба и не ја извршиле службената должност во врска со склучување и реализација на договор за изградба на автопатските делници на коридор 8 и дел од коридор 10 со конзорциумот Бехтел Јенка. И потоа имате објаснувања што е сето тоа погрешено. Меѓутоа терминот ми е интересен веднаш на почетокот. Службени лица во организирана криминална група. Да. Дали ова пресилно или е токму
не е ништо ново ова што ќе го кажам, меѓутоа мислам дека извор на корупцијата во Република Македонија е владата и владините државни органи. И тоа стои во извештај на Стейт Департмент, на Европска унија и така натаму. Да, и тоа стои во извештај. Значи, ако е извор на корупција, па на крај крајшта тоа не го покажуваат некои конкретни примери. Видите, два секретари, двајцата, едниот веќе оказне, другиот осуден, другиот веќе се води поставка и така натаму. А да не зборам за други државни органи, министерства, разни на неброени органи, агенции, управни, не знам, заводи, не знам, било што. Катастрофа од институции во државата кои што го трошат динарот тешко заработен од страна на граѓаните кои што го плаќаат за издржување на тие институции и на тие органи. Само кој ми дозволите да кажам, кој ми дозволите, се работи за тие што можеби не знаат, се работи за штета направена на државата теоретска од преку 210 милиони долари кои што се веќе префрлени на компаниите кои што учествуваат во овој тендер, не тендер, договор во 4 очи, Бехтел и ЕНКА. Значи прво имаше 117 милиони евра, а потоа уште 53, значи 170 милиони евра или долари, да не знам точно, не е битно. Евра. Значи веќе се направени, а ние не видовме едно метро, видовме само две табли каде што наводно почна работата и три табли и две дупки. И две дупки, да. Да знаат луѓето за што станува збор. Овој случај, е еклатантен случај на организиран криминал од големи размери. Вие да се донесе ваков договор, да се потпише таков договор во свечената сала на владата со присуство на председателот на владата, прво пријавениот Димитар Ковачевски, првиот вице-премиер Артан Груби, Бојан Маричи, Благој Бочварски, кои што ги потпишаа договорите и директорот на јавното предпријатие за јавни патишта, каде што свечано потпишуваат договор за кој никој во Република Македонија, надвор од нив, ништо не знае. Таен договор склучен во 4 очи. Договор кој што е спротивен на елементарните норми, а тоа е договор спротивен на Уставот на Република Македонија. Во членот 8 став 1 алинеа 7 во Уставот на Република Македонија се наведува дека се гарантира слободата на пазарот и предприемништвото. Во членот во Законот за јавните набавки. Значи Законот за јавните набавки во членот 2 од Законот за јавните набавки се наведува дека особено со законот се обезбедува. Што се обезбедува? Еднакво третман и недискриминација. Се обезбедува транспарентност и интегритет во процесот на доделување на договори за јавни набавки, се обезбедува еднаков третман и недискриминација, се обезбедува конкуренција меѓу економските партнери. И што имаме од овој закон е комплетно суспендиран. Суспендирана е суспендирана и спогодбата за стабилизација и асоциација, нели спогодбата. Прва спогодба што е случајна од земја е Република Македонија 2001 година. 2001 година ратификувана е таа спогодба и од 2004 година од април месец веќе е влезена во правна сила со законот за ратификација од страна на собранието на Република Македонија. Меѓутоа вие ако погледате ако и погледате сите овие одредби што се однесуваат од конвенцијата, вие ќе видите дека тие одредби воопшто не се почитувани. Речеме член 72 од Конвенцијата за стабилизација и асоциација говори за јавност на договорите. Имаме ли ние јавност на овој договор? Нема јавност. Затоа што нема помина 3 месеци помина. Нема. Ова е уникум. Ја не знам дали друга држава, дали нешто вакво слично може да се случи во друга држава, било која држава во светот, да се случи еден договор за изградба на автопатишта вреден 1.300 милиони евра извадени од џебот. Најмалку, а тоа ќе биде двојно и повеќе од двојно повеќе, затоа што сите параметри на тоа укажуваат. И врз основа на што се дојде до констатација и како се израчуна дека изградбата на тие автопатишта ќе чини 1.300 милиони евра. Како се израчуна дополнителни 300 милиони евра за експроприација, кога нема никакви елаборати, никакви проекти, никакви истражувања, ништо нема. Од како се дојде од сознание од ракав се извлекуваат тие податоци? Или како се дојде до сознание како може во договор за изградба да се наведе
да се определи плата на ревизор на тие делници што ќе се градат и да му се определи плата од 36.500 евра. Месечно. Месечно. Тоа е годишна плата поголема од председателот на Соединетите американски држави. И тоа најмалку вика 5, а може да бидат 15, може да бидат и 50. Зависи од тоа какви ќе бидат експертите што ќе работат на тоа, и какви ќе бидат интересите на тие околу експертите. Го правите вака, асоцира Вие видите Околу спротивно на експертите. закон- Така да, или како се определи и што значи ова ако не се донесат законите, некои го викаат пенали, некои го викаат обврска да се плати 53 милиони евра да се платат или секој месец по 2 милиони евра дополнителни пари ако не се донесат овие закони кои што покасно нели видовме се донесува. И сега доаѓаме до еден абсурд. Кога се носи еден договор, кога се потпишува еден договор, договорот се донесува, се составува и донесува врз основа на законите што важат во време на склучувањето на договорот. Важи ли во време на склучување на договорот законот за градење кој што е покасно изменет, каде што во законот за градење комплетно, значи е суспендирани се одредбите што се однесуваат неверојатно. Јас кога го читав тој член 2В став 2 од законот за градење и вих си помислив да не е некоја грешка, па вртам законите што беа доставени од група пратеници, па законот од владата, па законот донесен во собранието, да не е некоја грешка, меѓутоа не е грешка. Каде што во член 2 став 2 се веди за градбите од стратешки интерес, они го ведуваат некој поим стратешки интерес, ќе кажам нешто и околу тоа, не се применуваат одредбите. Не се применуваат. Ја мислам дека тоа не важи, меѓутоа важи, дека не се применуваат одредбите и сега видите кои одредби. Не се применуваат одредбите за одобрување на идеен проект. Не се применуваат одредбите за издавање на одобрение за градење. Одобрение за градење има у законот едно 30-40 члена за одобрение за градење, кој го издава, како се издава, кого се издава и така натаму. За издавање, за условите за започнување на градба, за измени за текот на градбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за рокот за изградба, за прибележување и одбележување, за формирање на одлагалишта на земјишта, за дали тоа градежните работи треба да има кај ќе одлагат и што ќе одлагаат, за реконструкција, за издавање на решение за изградба, за дислокација на далноводи, други инсталации и така натаму. Пола одредби од законот за градење не се применуваат. Кои одредби ќе се применуваат? Кои? Може ли конкретно? Еве за издавање на градежна дозвола. Да. Тоа значи дека утре Артан Груби, како координатор на проектот, ќе реши дека трасата на Букојчани Гостивар, например, ќе поминува низ ова земјиште, кој што е претходно купено и треба да се експроприира накнадно нели од државни пари, и тој или субјектот што ќе бара дозвола нема да поминува низ законските процедури, туку ќе добие дозвола од некое тело владино или Да. Значи за обиколење законот не важи за одобрение за градење на овие стратешки објекти. И сега како тоа ќе се решава? Кој ќе решава за тоа? Поставувам тоа прашање. Кој ќе издаде одобрение за градење? Колку проекти има само за да се почне градба? Идеен проект, главен проект, проект за подготвителни работи, проект за градење, проект за употреба. Не знам колку проекти има у законот, меѓутоа кој ќе ги тие работи уредува? Како тоа ќе се прави? Прават некои измени во законот за урбанистичко планирање и ги извојуваат објектите од стратешки интерес, а тоа од стратешки интерес објекти се државните патишта, и да за тие државни патишта не важат овие одредби од законот за А во исто време не се кажува кој закон важи. А не се кажува кој ќе важи. Меѓутоа го ја гледав овој закон за градење и гледам кога нели законот, секој закон кој што се врши измена и дополна на одредби од законот, кога се предложи законот треба да се предложат и одредбите од законот што треба да се семенуваат. Тие околу овој закон ги нема. Ако ги наведат тоа ќе наведат сигурно 30, 40, 50 одредби кои што не важат за овие објекти од стратешки интерес. И сега кога сме за објекти од стратешки интерес, видите една колизија на закони, колизија на норми. Во членот 57 од законот за градење ги урегулира прашањето за класификација на градби. И законот ги класифицира градбите на класификација на градби од прва категорија и градби од втора категорија. Во градби од прва категорија спаѓаат
јавните државните патишта. А државни патишта спрема законот за јавните патишта се аутопат, експресен пат, регионален пат, брз пат. Тие се наведени во законот за јавните патишта. Значи тие имаат посебно некое значење, посебен некој третман кога се определуваат и применуваат нормите за нивно градење и за нивно одржување и така натаму, да не одиме понатаму. Меѓутоа, очигледно е дека овдека, ако барате некоја логика, ќе најдете една колизија, неверојатна колизија, затоа што овој што го правил законот, очигледно, бидејќи законите што се правени и од група пратеници и она што е предложено од владата, тие се 99, не знам колку посто со избришани некаде 2-3 избора или 1 или 2 става, значи овие што ги предложија законите, тие се експерти и за градење, експерти и за урбанистичко планирање, експерти и за работни односи, експерти и за експроприација и за културно 9 закона предложија. И меѓутоа, и морам тоа се гледа од самите закони, само во овие два закони, значи законот за градење и законот за урбанистичко планирање, само во тие два закони од 15-18 пратеници што ги предложиле тие закони, во два се работи за повеќе пратеници од блокот на албанските политички партии, а само се работи за 20 пратеници Марија Георгиева, ова што е сега економиста, она се многу разбира од градење, и Ненад Косич, лекар кој што се разбира исто од урбанистичко планирање. Да им ги дадете тие закони како се направени, ја верувам дека не може да ги протоколуваат, а не да ги направат, а не да ги предложат тие закони. Морам да ја прашам, господин Мануски, се извинувам, апсурдно е кога овакви работи гледате, ја можам да изразам жалење и срам за тоа што морам на оваков начин да се осврнам на она што е апсурд. Ова е апсурд управото. Јас сум сепак 60 години, јас сум дипломиран 1960 година. А сега сме која година? 23-та. Значи 63 години. Ајде, 63 години. И јас кога го гледам, чекайте бре луѓе, ова држава, јас сум индекс број 1901, пред мене имало, кога сум се запишал, имало 1900 запишани. Па ние не сме правници од вчера, нашиот правен факултет не е од вчера, него е 74 години. Како можеме да се доведеме до вакво дередже? Ова е срамота што е направено со овие предлагања на овие. На јавноста уште не е јасно и тоа сакам да ве прашам. Мислам дека не е јасно. Како е возможно? Вие убаво објаснивте дека кога се потпишува некој договор, важат законите кои што се веќе на сила. Така. Правниците во владата не можеле да не го знаат тоа. Се разбира дека го знаеле. Да. Зошто не се обиделе, јас барам логика, не знам дали ви имате одговор за тоа, не се обиделе претходно да ги направат сите измени на законот, ќе ги ставеле во колку толку поповолна некоја положба, отколку да го прават тоа со дополнски закони и со буквално насилие врз правниот систем. Токму така, Драган, значи овдека у случајот е извршено насилие, би рекол, до степен на агресија врз законите и затоа и кривичната пријава има таква и формулација, затоа што ако на предлагачот, ако на инвеститорот, конкретно на владата, и им сметале овие закони постојни, овие 5 закони или оние 9 закони за кои што беа прво почетно предложени, тогаш требале да предложат прво да се изменат законите, па потоа да се склучи договорот. Не може сега вие во договор да предвидите измена на закон. И сега една логика, една нелогичност, неверојатна. Како овие пратеници знаеја кои одредби од законите треба да се сменат? Како знаеја дека кои одредби од закон за градење, закон за урбанистичко планирање, за експроприација? А никој од нив не е експерт во тоа. А никој од нив не е експерт во тоа. Не го виделе договорот. Ама не го виделе договорот. Тука е сега прашање, дали го видоа или не го видоа? Не може да го видат, немаат сите класифициран пристап до класифицирани информации, немаат сите и не може да го видат. Како ги направија овие одредби? Како ги напишаа овие закони? И бидејќи реков дека тие се 99,99% исти како законите што ги предлага владата, очигледно дека
чисто се сомневам дека тоа може да го направат противниците, да предложат вакви закони, а дека тоа е тие се само јавуваат како предлагачи, а законите се направени од истите Или имаат некако потекло од баба Вања, или имаат некое, не знам, надприродна моќ не некоја можам да има. се пуштам, меѓутоа кој ќе читате вие таму еден закон за измени и дополна каде што предвидува такви. Па не може, инженер не може да го разбере за урбанизам и инженер, градежен инженер, тоа што е наведено овде како овие закони, а не еден пратеник кој што е тие се од различни профили, доктори, професори, не знам ова, не знам она. И при тоа ставаат и тие немаат сознавање од областа на градежништвото, урбанистичкото планирање и така натаму. И сигурно дека се работи многу се работи за многу големи измами се работи. И при тоа ги ставаат и Бехтел и Јенка сериозен конзорциум. Се работи за решенија кои што се крајно неприфатливи. Да се разбереме, не може сега вие да донесете вие да случите договор и да него таму предвидите закони да се изменат и ако не се изменат да платите вие пенали, тоа е, ја не знам, ама тоа е апсурдно. Апсурдно, меѓутоа е на штета на сите нас. Тоа е главниот проблем. Апсурдно ако си правите вие сам на себе куќа, па решите да почнете да правите не знам од покривот или од третиот кат, тоа си е ваш проблем. Да, еве сега. Ама ако не ја правите заедничката куќа, значи еве сега, некаде од април месец е преведена првата рата од 117 милиони евра на преку јавното предпријатие за државни патишта на конзорцијот од Бехтел Јенка, 117 и сега пред околу месец дена уште 53 или 170 милиони евра. Ништо не е направено. Април, мај, јуни, јули, не знам кој е четврти месец, така. И сега може ли некој, ја не сум математичар, јас сум правник, меѓутоа може ли некој да ми објасни, некој финансиски експерт, колку камата се губи на тие средства ако државата ги користила тие средства или колку камата плаќа за тие средства ако се тие средства кредити. А што добива тоа што ги дала на Бехтел Јенка? Бехтел Јенка да купи како се вика машини, опрема да купи и овој закон кој што е за изградба на овие коридориве, каде што ослободува Бехтел Јенка го ослободува од секакви обврски. Никакви даноци, никакви акцизи, ништо. Значи, без да користење на чакал, на песок, ништо, минерални суровини. Ништо нема да плаќање, ништо. Која е тежината на политичкото влијание? Веројатно се обидуваат, ова е сега здрава логика само, се обидуваат да им се дозволат практично на американските фирми, на турската фирма и преку тоа веројатно на американците како држава, со тоа што ќе ги ослободат од сите можни давачки во Македонија, не баре ова е приватна собственост. Повторно велам, вие дома ако сакате, дајте им да ви градат во куќата ваша. Да, токму така. Ма нема гледате некоја вика вака правна логика во овие. Ни правна ни економска. Проблемот ни економска. Па ни економска апсолутно, а за економска да не збориме, тоа е како да ги истурите вие 117 или 170 милиони евра, да сте ги истуриле во некоја, се ги ставиле во едно буре, сте ги затвориле и тие стоат таму. Ама тие не се ваши више, тие се за други. Некој ги зел. Во втората точка од кривичната пријава, вие повторно се навраќате на уставот, дека е спротивно на уставот работено од страна на наведените лица, од спогодбата повторно за стабилизација и асоциација и од деловникот за работа на владата и на собранието. И сега влегуваме во конкретни работи. Велите дека законите се носени по скратена постапка, и при тоа се злоупотребува службена положба и со директна смисленост и намера на предлог на законите се става европско знаменце. Ова е многу важно. Спомнато е во повеќе наврати, меѓутоа е да му дадеме уште една правна силина, би рекол. Да. Европското знаменце беше ставено, сите се сеќаваат, надвор од логиката и надвор од, би рекол, пораките што ни ги прати Европската унија. Тие рекоа, господинот Гир, амбасадорот Гир рече, како може да ставате европско знаменце на нешто што нема врска со европска регулатива. Значи, Драган, сосема си управо, кога ги поставаш ова прашање, значи, да се предложат закони, овие закони во скратена постапка со европско знаменце, очигледно дека е спротивно на многу акти што се наведени во кривичната пријава. И сега треба да имаме во предвид една работа. Значи, имаме од една страна фактичка состојба, ја гледаме каква е фактичката состојба наведена во договорот, а од друга страна сега имаме правната страна, правната рамка. Фактичка состојба и правна рамка. Која е правната рамка за предлагање на закони? Значи, за предлагање на закони
во собранието, значи согласно член 66 од деловникот на владата и деловникот на собранието. Значи предлозите на закони и други прописи што ги предлага владата мора да ги содржат, предлагачите ги поднесуваат согласно одредбите на деловникот на собранието и деловникот на владата. Врзани се тие двата закони, двата деловници. Значи што предвидува деловниците? Предвидува какво треба да изгледа еден закон. Законот има вовед, има одредена содржина, има нормативни одредби, има образложение, има фискални импликации, има усогласеност или неусогласеност. И еве сега вие можете да видите какви се овие закони, каде што во членот 66 став 2 се наведува дека предлозите на законите и други прописи што ги предлага владата се донесуваат и содржат кореспондентна табела и изјава за усогласеност. Обавезно, тоа е изјава за усогласеност со прописите на Европската Унија. Во членот 135 од деловникот и членот 136 од деловникот на собранието, правото е една голема логика и една голема филозофија. Сега, ева, да бидам малку и нескромен, бидејќи сигурно кога разговараме за логиката, очигледно дека правните норми никогаш не може да бидат и не треба да бидат во колизија, него треба да бидат во една корелација. Значи, согласно деловникот на собранието, кога предлогот на законот содржи, значи, одредби за усогласување со правото на Европската Унија, мора кон изворниот акт да се наведе кој е тој акт на Европската Унија со кој се усогласува законот. Регулатива, број тој од таа и таа дата и така натаму. Ако тоа не го содржи, а овдека не содржи ништо, затоа ше ве гледате. Кој е овој закон? Закон за законот за јавен интерес, она што е за градба на коридорите, каде се ослободуваат од давачки, било какви акцизи. Кореспондентна табела, што има? Коса црта. Што има усогласено со правото на Европската Унија? Коса црта. Законот за работни односи. Значи, одредба од погодбата се однесува на содржината на прописот со Европската Унија. Што има? Коса црта. Законот за градење. Значи нема ништо. Законот за експроприација. Ништо. Ништо нема. Сега доаѓаме до една друга ситуација. Бидејќи овдека има европско знамеце, еве го гледате колкаво е европско. Се гледа така. Ова законов, како предлог на закон, оди до председателот на собранието. Владата предлагаше го доставува до председателот на собранието. Председателот на собранието, кога ќе го прими овој закон, прво гледа дали е законот составен, и тоа е примарно, составен согласно деловничките одредби на деловникот на владата и деловникот на собранието. Има кореспондентна табела, нема кореспондентна табела, има изјава за усогласеност, нема изјава за усогласеност и така натаму. Сега и тука има една друга финеса. Кога председател, а вие да гледа дека има европско знаменце, гледа дека има коси црти, дека нема никакви наведени прописи со кои се усогласува правото со Европската Унија, значи обврска на председателот на собранието е таквиот акт да го врати на предлагачот, да го дополни со недостатоците кои ги содржи предлогот на законот. И одредбата од членот 136 говори за тоа дека доколку во определениот рок од 15 дена предлагачот, односно владата во конкретниот случај, не го дополни законот со пропустите што се направени во предлогот за донесување на закон, тогаш ќе се смета дека законот не е ни поднесен до собранието. Дека е нас. И Тоа сега Џафери прифати, ше стави на гласање, сега помина, значи, тој е кршен, и деловникот е кршен, и практично е прифатен и предложен незаконски закон, да кажем. Токму така. Прифатен е и предложен незаконски закон, затоа што овој закон не се предлага, прво не може да се предложи по скратена постапка. И ова што е, ова е лажно европско знаменце. Па видите што кажа господинот еврокомесарничот Девид Гир. Два пати дава две изјави, дека законите што се предложени апсолутно немаат никаква врска со усогласувањето со правото на Европската Унија. И не само Девид Гир, него Питер Станов,
портпаролот на Европската комисија кој што кажа дека се забележани и порано, а и тоа се забележани и во претходните извештаи, дека се дека се искористува прешироко европското знаменце, дека се става и на закони кои не го заслужуваат, кои што нема никакво усогласување со правото на Европската унија. Што има сега некој закон за експроприација овде што се наведува со право на Европската унија, усогласување. И на сето тоа председателот Пендаровски дојдоа законите и тој ги подпиша указ за нивно стапување во сила и тој направи Па прекршок. затоа јас реков на почетокот, сигурно забележавте дека во конкретниот случај и во врска со овој договор и во врска со овој закон е направена тешка злоупотреба на правата и направена едно насилие врз законите, една до степенот на агресија заради тоа што гледате кај да завртиме, секаде наоѓаме на неправилности. Ова не се измислени работи, ова се факти. Затоа што ако прочитате деловникот, ќе видите што бара кореспондентна табела обавезно, вика, облигаторно се доставува. Може ли околу санкциите, вие тамо ова организирана група која што ја нарекувате криминална, ја гоните практично како граѓанин по 353 членот од Кривичниот законник, став 5, тамо е најмалку 5 години затворска казна, од 5 до 20 максимално, така. И за мене тука ме интересира што мислите вака реално, Гаврил Бубевски или Ислам Абази ќе се осмели да покрене постапка, истрага и на крајот обвинение, обвинителен акт, предлог како и да биде против овие луѓе кои што го видовме Ислам Абази, ако биде тој дека е како да кажам шоферот на Али Ахмети и братот на Али Ахмети му стојат над глава на една фотографија, нели? Дека Ковачевски е тој кој што му помогнал да биде избран на тоа место. Ако не биде тој, еве Јовески ако одлучува како државен обвинител, тој се уште чека да биде член на Уставниот суд. Мислите дека имаме реално право да се надеваме дека луѓето ќе се охранат и ќе речат да, ова е се тука чиста ситуација. Да, ако ова кривична пријава ја изоставиме ова прва страница и не наведеме имиња. Наведеме НН со својствата што ги имаат. Или да не се на тие функции. Секој јавен обвинител ќе ја прифати ова кривична пријава. Секој ќе ја прифати. Меѓутоа јавниот обвинител не е поставен, не е избран за тоа да води политика, него тој треба да ги спроведува законите. Независно за кого се работи. А уште повеќе ако се работи за одговорни раководни лица. Како можете вие, ве молам, да не покренете постапка во конкретниот случај? Ево само да го земам вице-премиерот, заменик председателот на владата Бојан Маричич, да. Отворено кажува дека законите што се предложени во собранието апсолутно не содржат одредби кои што се усогласуваат со правото на Европската унија. Втората реченица му е: законите се предложени со цел да се заобиколи нелегитимна, вика, блокада од една политичка партија анти-про и така натаму, да дисквалификува една парламентарна политичка партија, што не е, се разбира, ниту правно, ниту политички издржано. Ниту правно, ниту политички издржано. Ба не смее тоа така, затоа што таа политичка партија е парламентарна политичка партија и таа има своји представници кои што ги избрале граѓаните. Но за Маричич не може беше да доволно. дисквалификува. Но тоа беше неверојатно, за Маричич беше доволно. Тој рече и потсетуваме, еве потегот има основа и политичка оправданост поради деблокада на собранието. Деблокадата на собранието и одење лажење дека европското знаменце е потребно да се користи за нешто што нема врска со европска регулатива, никако не одат. Тие се во колизија како што употребувате вие. Токму така. Па и на денот 5, кога се усвојуваат во владата овие закони, значи тоа го председава Артан Груби, и он после седницата на владата дава изјава. Вика, законите ги предложивме со цел и ставивме европско знаменце со цел да се спречи блокада која што на овие закони заради успешна изградба на коридорите и неверојатни лаги се шират. Врз основа на кои одредби, на кои параметри дојдоа до заклучок дека ако не се донесат овие закони, државата патишата ќе чинат поскапо 150 милиони евра, нели? И дека изградбата на тие автопатишта ќе биде пролонгирана за неколку месеци. Врз основа на кои параметри дојдоа до тоа сознање дека државата ќе се тие патишта ќе поскапат 150 милиони евра. Затоа да не се донесе закон за работни односи, да ги ставиме работниците во робски однос, да работат на температура од 40 степени
по 10-12 сата. До 72 часа. До 72 часа. Па гледате колку ви има реакции од сето ова. Или како показно, много морам да го кажам, сега ми дојде на памет, значи каде што некои од министрите изјавија дека кога се постави прашањето зошто договорот не се објавува јавно. И денеска држал не објавува јавно. Да. Никој не знае. Сем наводно кај јавниот обвинител Љубомир Јовевски. Дури и ако се да ве потсетам што изјави заменик председателот на владата задолжена за добро владење. Не знам. Што да значи тоа? Ја не знам што значи тоа. Добро владење. Добро владење, ако е ова добро владење, не знам што е лошо владење, меѓутоа таа изјави дека не гледа никаква пречка да се договорот јавно објави. Меѓутоа покасно ја смени таа изјавата, се прошета до Америка и што направи тоа добро владење е да си останеше на изјавата, да се заложеше да се објави договорот, тогаш ќе беше добро владење, затоа што тогаш ќе важеше закон, а не можеше да важи волунтаризам, како што е овде во случајот. И ја не знам уопште што се работи на сето тоа. И кога се работи за добро владење, а нели прво време она беше избрана за како заменик председател на владата за борба против корупцијата, па го прекрстија у добро владење. Ова не е добро владење, не е добро владење каде што во стратегијата, во стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи, во точка 1 се говори дека ќе се води неселективна и борба против корупцијата и организираниот криминал. Кога вие последен пат сте чуле пријава или сте слушнале за подесена пријава од страна на има посебен оддел таму за сериозен криминал и корупција во Министерството за внатрешни работи, за организирани кривични дела како што ги има, значи еве го и сега под допрен глад и уште да се извинувам. И си дозволи, значи министерот за внатрешни работи да каже дека го повикува јавниот обвинител да го истражи случајот за она со Рабија. Тоа прашање, но мора ова како тизер, само има многу сериозни прашања на оваа тема, предходно мора да одиме на реклами. Мораме да одиме на реклами, разговараме со првшиот министер за правда, господин Михајло Маневски. Продолжуваме со вториот дел од вечерашната заспија ако можеш со господинот Михајло Маневски, првшиот министер за правда. Зборуваме за неговата кривична пријава против лица од највисоките ешелони на власта заради злоупотреба на службена положба при склучувањето на договорот за коридорите 8 и делот од 10Д. Горан има и специфични прашања плюс, но јас би сакал само уште две работи ме прокоментирате во врска со ова, господине Маневски. Едното е очигледното наследство, кое што вие и го спомнувате практично во вашата кривична пријава, наследство или ако сакате ароганција кога се зборува од страна на членовите на владата за оваа работа, тука се правите реминисценција на моментот кога господинот Ахтан Груби вели ни Мицко, ни Свети Мицко, ни никој жив нема да го спречи градењето на коридорот, не баре Христијан Мицковски застана со пушка и сега тамо стои пред патиштата и некого ќе убива. Меѓутоа јасна е пораката дека никој ништо не ни може во целата работа. Да, токму тоа. Тоа е едниот дел, а вториот дел што мене многу ме интересира, вие во вашата кривична пријава барате, тоа е негде кон крајот, да им се определи мерка притвор на петте лица. Па ја не мислам дека за ваков криминал, каде што постават реално основи на сомневање дека може да се влијае во текот на истрагата да се влијае на сведоци, вештаци и не други лица, да се скријат докази и така натаму, очигледно дека ако овој случај не е случај за кој што треба да се определи мерка притвор, не знам за кој случај од овие разлози што и пропишува законот. Ја да ви кажам, јас не ги гледам овие функции. Мене ме интересираат состојбите, мене ме интересираат фактите, мене ме интересираат законите. А тие што го сториле тоа треба да одговараат како што мора да одговараат секој што ги стори така. Убаво рековте, извадете ги имењата на луѓето. Да, извадете ги имењата на да видите дека ќе одлучите. Јас како обвинител така сум поставен. Не ми е важно кривична пријава, тргнам овдека, го гледам со режината. Има дело, нема дело. Има дело. Кој сака нека биде. Ама не е председател на влада, не заменик председател кој што се токму така како се заканува. Па и самиот вели
кога ги усвојува законите, дека законите се усвоени заради тоа да се избеде блокада и се извинува на министрите кои што немале доволно разбирање, кои што даде овакви изјави за кои пред малку кажав, кои што рекоа дека договорот може да се објави. И уште да ќе кажам, апсурд е договор за градење каде што треба да се издвоат не знам како дојде до милиарда и 300 милиони евра и 300 милиони евра за експроприација. Тоа ќе биде многу повеќе, затоа што сите параметри на тоа укажуваат. Како може на граѓаните, пратениците да не знаат, а пратениците треба да гласаат, им се доставуваат вакви закони од договорот, кои што треба како пратеник дали од Антикорупската комисија го нема договорот 70-80% е прешкртан таму. Да, мене ме подсетивте сега на една друга работа. Добро е да се тоа дознае. Значи, јас кога бев председател на Антикорупцијска комисија, тоа беше некаде 96 година, во март 96 година, тогаш се продаде само дистрибуција на Евана, на австријците. И тогаш, од страна на владата, тогаш беше председател на владата господинот Владо Бучковски, на Државната комисија за спречување на корупцијата и беше доставен договорот да даде мислење. По тој договор, пред договорот да биде подпишан. Затоа што и во сегашниот закон, во членот 17 став 1 точка 2 во законот за спречување на корупцијата, стои обврска како надлежност на Државната комисија за спречување на корупцијата да дава мислење и да таа превентивна активност за закони и други општи акти што ги носи собранието, пред да бидат пуштени во собранието, да бидат доставени на Антикорупцијска комисија, која што ќе каже дали има одредби со кои што се стимулира корупција, се овозможува корупција, дискрециони овластувања и така натаму и така натаму. И тој договор кога го достави Бучковски до комисијата, меѓутоа тоа очигледно беше дека се работи само за една формалност. Го задолжи комисијата во рок од 2 часа да даде мислење, а договорот од 350 страници на англиски, не е преведен на македонски, за 2 сата да даде комисијата мислење, да даде членовите на комисијата да дадат изјава дека тоа што го дознале од договорот нема да го објават и дека ќе бидат кривично гонети. Ја собрав комисијата, одлучивме, го вративме договорот, бараше да наредниот ден кога се подпишуваше договорот да присуствува член на Државната комисија, не определивме затоа што очигледно дека бараше алиби. И со доставувањето на договорот формално, алиби, дека го доставивме на Државната комисија за спречување на корупцијата и бараме член на Државната комисија да присуствува кој ќе се подпишува договорот. Сега, визави тоа, одма се враќам на овој договор. Овој договор морал да биде доставен на Државната комисија за спречување на корупцијата пред подпишувањето на сегашната комисија. Затоа што таа има овластувања да врши превентивна функција за спречување на корупција во закони или во други општи акти и така натаму. Така како што го достави договорот, значи 2006 година, така требаше и во 2023 година да се достави договорот за овие коридори со Бехтел Јенка, Државната комисија да даде свое мислење. Меѓутоа очигледно тоа не е направено, него договорот е доставен после подпишувањето. Но и така со многу црнила. И така со црнила. Црнила да не се види суштината. Јас кога би бил сега председател и со таква црнила на таков договор, одно би го вратил. Да. Ме интересира уште едно прашање пред да одиме на Оливер Спасовски. Изјавите ги споменавме на Маричич и на Груби, кои што јавно признаа дека всушност тие го злоупотребува државниот апаратус за политичка пресметка. Тоа не е во став 5 од членот 353 од Кричниот законник, но имаме ние претходни случаи каде што се гонеа представници на претходната влада на ВМРО ДПМН заради остварување на политички поени носеле одлуки како институција. Овде јас го гледам ова како признание на Груби и на Маричич дека тие како признание дека свесно го кршеле законот заради политички поени за себе. Да, па токму така, ова е политичка корупција. Но ова е настрана од оваа критична пријава. Ова вие не сте го фатили конкретно, но не значи дека нема да произлезат од ова уште други кривични дела кои што се забележани. Значи ова кривична пријава содржи две квалификации за две кривични дела. Првата во врска со склучениот договор е
квалификацијата на кривичното дело злоупотреба на службената положба и властување од членот 353 став 5 во врска со јавните набавки, во врска со став 1, нели, основниот облик на делото, а за точка 2 од кривичната пријава, која се однесува на овие закони, каде што е лажно употребено европско знаменце, каде што се, значи, ќе ни треба можда и уште една емисија да се објасни ова е море од прописи. Дефинитивно излегуваат нови пријави. А веќе многу, меѓутоа, ова што сакам да ви го кажам, во членот 353 став 2 тоа е квалификован облик на делото. 353 став 2 и став 3 врзани се со поголем стекнување на имот од поголем обем или стекнување на имот од големи размери. Значи, стекнување на имот од поголем обем, каде што законот вика дека ќе го стори кривичното дело тој што ќе прибави со злоупотреба на положбата имот од поголем обем, и сега ова е важно. Или потешко ќе ги злоупотреби, ќе ги повреди правата на друг. Чии права се овде повредени сега? На кого се повредени правата? На пратениците. Пратениците ги избрал народот. Пратениците, значи, повредени се правата прво на граѓаните. Затоа што граѓаните ги избираат пратениците. Согласно деловникот на собранието и согласно уставот, член 52, кое е основно право и должност на пратеникот? Основно право и должност на пратеникот е да присуствува на седниците на собранието, да учествува во работа и да учествува во одлучувањето во собранието. Како сега овие пратеници ги доведуваме ние во ситуација да гласаат некои закони со европско знаменце, кои што содржат, кои што кога немаат ни основен елемент од тој договор, не го знаат договор, како ќе гласа за договор за градење, за ослободување и да нема одобрение за градење, да нема дислокации, не знам ова, не знам она, дури таму и промена на инвеститор, промена на рок за градење. Може ли тоа да се допушти? И како тие без пенали? Без пенали, па нема овдека пенали. Само за Македонија има пенали. Само за инвеститорот, владата или како го ставаат на преден план ова јавно предпријатие за јавни патишта, и ако е заеменија кој е моторот и кој ја целата ова работа јавно е тоа, национален координатор. Затоа што имаат како координатор за реализација. Осем пратениците, и граѓаните. Штета на други, граѓаните. Може ли да се става тука во таа категорија и фирмите? Гранит, не знам, Илинден, не знам, Гранит Штип, така, не знам сега точно ја компанија, Бетонот иде во стечај. Значи и тие компании што ускратено правото да учествуваат на тендер. Токму така. Значи да тие бе ускратено правото да бидат равноправни партнери во оваа сделка, да можат да учествуваат. А ти ако евентуално ако се случи договор во 4 очи, како можам ја како директор на Гранит, директор на Бетон или не знам ова да учествувам, очигледно се повредени моите права. Јас сум доведен во една неравноправна положба. Никаква положба немам затоа што сето тоа е направено спротивно на законот. Да овие одредби што ги читавме овде, каде што јавносно да говорите и на комисија и на европската и на за стабилизација и асоциација на договорот. Како може тоа да биде? И сега ние како држава се држиме, како би рекол народот, како слеп за стап. Ако не ги направиме тоа, ќе ги повредиме нашите односи со Европската унија и така натаму, а ние брутално ги кршиме тие одредби. Токму на тој договор, без срам, без перде. Без срам и без перде, токму тој договор за стабилизација и асоциација. Како сега ќе не гледаат? Девид Гир се сеќавате во една прилика изјави, тоа ќе го нотираме ние во нашиот извештај. Меѓутоа што ќе се нотира во тој извештај? Кој ќе страда од сето тоа? Страдаат граѓаните, страдаат државата, затоа што државата страда од незаконито постапување на тие што треба да го спроведуваат законот. Манески, јас предлагам сега, ако согласите, пошто веќе отидовме сати 20 минути, терминот го прегазим од преска, дали може ние да почекаме 20 на дена, 24-5 дена, да го почекаме Гаврил Бубевски, да видиме што ќе одлучи, па повторно овде да се собереме и да поразговараме за низа други теми кои што и произлегуваат и за некои други работи кои што вие би можеле да ги коментирате во емисијата. Вака сега, ја ги спомнав одредбите каде што има обврска да се одлучи по кривичната пријава и да се извести подносителот на пријавата. Меѓутоа не се почитуваат тие одредби, имам ја конкретен предмет. Оти не е само ова пријава што сум ја подел, сум подел и друга пријава пред 22 месеци за тежок еден криминал во градот Скопје, каде што како член на Советот на град Скопје
ја поднесов таа пријава, каде што 22 месеци не сум известен за тоа. Иако барав телефонски, па ме упатија, избегнуваа, па ме упатија писмено, еве месец дена има и писмено да ми известат, уште немам такво известување. Значи, одредбите од законите се пишуваат заради тоа да тие да се применуваат. И уште една работа, значи, кога не се почитуваат роковите за преземање на определени действија, јас се сеќавам како во 2008 година кога се изврши измена и дополна на законот за спречување на корупцијата, тогаш јас го предлагав тој закон и го бранем во собранието, каде што со тој закон, тоа е 10 од 2008 година, службен вестник, каде што теретот на докажувањето го префрливме од државата на носителот на имотот. Значи, вие можете да имате авиони, бродови, јахти, не знам што, ами тя треба да државата и да докажете од кај ви се парите, да ја купите тие. И втора работа, каде што создадовме обврска, тоа е делот од законот за спречување на корупцијата што се однесува на испитување на имотната состојба. Втора работа, значи ние таму воведовме во тој закон и собранието јако имаше отпори, морам да признам, и за ова теретот на докажувањето, но посебно за овие работи што сега ќе ви кажам, а тоа е каде што создадовме обврска, со предвидовме кривично дело, доколку Државната комисија се побара одредени податоци и известување на одреден орган, кој што е должен да ги достави. Тоа не го стори во определениот рок. Ако е тоа физичко лице, предвидовме кривично дело со казна затвор од 3 месеци до 1 година. Ако се работи за службено лице, казна затвор од 1 до 3 години. До сега никој не завршил во затвор. Ниту падал критично. Меѓутоа, за жал, тие сега одредби ги нема во новиот закон за спречување на корупција. Зошто ги напуштија, не знам. Тие ако ништо друго, барем беа еден барометар, така да кажам, една брана стоеја таму, дека некој ќе се запраша. Чека, ако ја не одговорам, можам да одам во затвор. Може би точно знаеле кога ги направиле промените на кривичниот законник. И во закон за спречување на корупцијата, новиот закон, ја кога го видов, ги нема тие одредби. Зошто ги нема тие одредби ако ние ја ставаме на пиедестал Државната комисија за спречување на корупцијата, а уствари ги намалуваме овластувањата што ги имала порано во поранешниот закон. Значи тој закон од 2002 година, тој од 2002 и овие се многу значајни измени токму во делот на испитување на имотната состојба, каде што ние таму предвидовме казнување до 70% со данок на промет, каде што 70% од неоданочениот приход му се одзема на насолителот. Имаме еден случај каде што 700 милиона, каде што 700.000 евра му се одзедоа на едно лице, каде што се водеше постапка, управа за јавни приходи ја водеше таа постапка, каде што ги ставивме во функција тие одредби, каде што и Уставен суд најде дека таа одредба е уставна затоа што беше отворена. Дали можете вие некогу да му земете 70% од тоа што нелегално е утврдено, дека нелегално е стекнато, а баш што ќе се одговара и за кривично дело. И сега тие одредби ги нема. И сега има одредба каде што Државната комисија ќе го повика лицето, ќе спроведе постапка, ќе прибави докази и ако утврди дека е сторено кривично дело, ќе го достави материјалот до јавниот обвинител. А ако не одговори на Државната комисија, ќе го извести органот каде што лицето работи. И што од тоа известување добивате? Ништо. Ништо. Како што не беше казнет Филипче дека го прекрши законот, кога беше од стопартско возило. За жал, Маневски, за жал, велам, да прекинеме, многу прашања, уште 10 прашања. Многу прашања има. Јас благодариме господине Маневски за учеството. Се надевам ќе имаме повторно прилика наскоро. Јас ви благодарам на вас што ми пруживте можност да нашите гледачи се запознаат со едно исклучително тешко криминално постапување и тоа за жал од врни функционери во власта, каде што ги прекршиле. Од кој нема демант дека се криминално дружение? Нема демант. И нема да има демант за тоа што овдека ова не е така да кажем гола кривична пријава. Логично би било некој да бара демант и после да ве тужи ако не се извините. Не е гола кривична пријава и ова е кривична пријава која што е со која е го документирана со докази одредени. Да. Ајде ќе го демантира некој сега Дейвид Гир кој што вика дека нема врска овие закони со правото на Европската унија или последната изјава што даде холандскиот амбасадор, како се викаше, Хоп, кај што вика аман каква врска има
овие закони со правото на Европската унија. И тоа ќе го демантира некој? И прекина проект за поддршка на И судскиот совет и на 300 правосудството. и уште не знам колку работи. Меѓутоа за жал, ево, ова се занимаваме со вакви работи, вместо да говориме за добри работи, за напредок, за прогрес, за владење на право, за владење на закон. Јас сега напишав и еден труд, еве, нема да го објавам кој е и како е, меѓутоа околу 350 страници, каде што се говори за една тешка корупција, кој што ќе се надевам несента ќе биде објавен, па веројатно ќе имаме можност да разговараме и околу тоа. Се разбира. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечер, уште една би рекол ултра интересна емисија. Утре од 15 часот ќе може да го проследите епизод издание, а јас си говорам и се повторно утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.